Ако не им ги простите гревовите на луѓето, ни вашиот Отец Небесен нема да ви ги прости вашите. И ако им ги простите гревовите на оние кои што кон вас се огрешиле, вашиот Небесен Отец ќе ви ги прости и вам. Бог како да не условува, како да не уценува. Бог кој што е слобода и љубов и кој што никого на ништо не принудува и кој што самиот не подлежи на никаква принуда и на никаква нужност. Особено не на нужност од нас. Од нас нема никаква потреба. Туку не љуби слободно и непринудено и слободно и љубовно во својата слобода да не љуби, избирајќи на нас и покрај се што сторивме. Токму во таа љубов копне за нас и за заедницата со нас повеќе од за било што друго. Бог не оценува, драги браќи и сестри, со овие зборови, туку ни кажува дека колку и да сака да ни прости, нема да може ако ние самите не покажеме во овој живот способност за простување. Оти ако не им ги простиме гревовите на оние кои со било што не повредиле нас, покажуваме не дека сме недисциплинирани и не го исполнуваме законот Божи, туку покажуваме суштинска неспособност за заедница. Ти Бог тука, во оваа заповед, зборува за заедница. Ние сме на потек, драги браќи и сестри. Не е прашањето дали Бог ни простил. Бог ни прости во својот единороден Син. Испраќајќи го во оваа земја на прогонство, на изгнанство. И тој во оваа земја дојде како слуга и живееше како туѓинец, не барајќи ништо за себе и не сакајќи ништо за себе од овој свет. Како што вели самиот, лисиците имаат легла, птиците небески имаат гнезда, а Синот човечки нема каде глава да подслони. Синот Божи се сметаше за ништо во овој свет, светот кој што впрочем самиот тој го создаде. Се е во него и преку него создадено, и за него. Но тој за најголемо богатство во овој отпаднат од Бога свет го сметаше човекот. Паднатиот, непокајан човек, кој што не само што не бара, туку смета дека не му треба никакво простување. И ние живееме, драги браќа и сестри, во таква атмосфера, не само на непростување, туку доминантна категорија во овој свет се луѓето со демонски менталитет, кои што сметаат дека гревовите кои што ги правиме секојдневно се во склад со човечката природа, дека да се греши е човечки и дека нема зошто да бараме простување заради тоа што сме избрале да бидеме луѓе. Така гласи апологијата на непокајанието и на небарањето простување. Но рековме, ние сме на потек. Бог направи се и е апсолутно отворен за да гради личносен однос со нас, за да гради заедница со нас, бидејќи тој го направи своето, ни прости. И она што сме го направиле, и она што не сме го направиле. И она за што сме барале прошка, и она за што не бараме прошка, се ни е простено. Верувајте. Но дали ќе ни биде дадено, зависи од нас. Дали ќе го земеме?
Знаете народот што вели на човек, на сила можеш да му земеш, не можеш да му дадеш. Така и Бог. Веќе ни е дадено се, но треба само да го земеме. Всушност тоа е тој акт на барање прошка од наша страна. Најпрво од Бог. Но некој што бара прошка од Бог, а не бара прошка од својот ближен е лицемер. Како може да каже, вели Свети Јован Богослов, дека го љуби Бог оној кој што го мрази својот брат? Оти како можеш да го љубиш Бога кого што не си го видел, а да го мразиш својот брат кој што го гледаш ежемиговно? Кого што Бог ти го дал за утеха во овој живот. Овој живот исполнет со страдање и со болка ти го дал како утеха во болките. Ти го дал како икона своја. Па гледајќи го братот свој, гледајќи го ликот негов, да го гледаш и да го созерцуваш прво ликот според кој е создаден. Отаму и таа позната реченица на светите оци, си го видел и братот свој, си го видел Христ. И средбата со нашиот ближен треба да биде извор на радост, драги браќи и сестри. Во духот на зборовите на Свети Серафим Саровски, кој што кога и да здогледал некого му велел Христос воскрес на радост моја, на тотално непознати луѓе, но за него добро познати заради тоа што гледајќи друг човек, тој го гледал единствениот кого што неговото срце го знаело и го познало, го гледал Богочовекот Христос. Па дури и во ликовите на луѓето во кои што тој прво лик, од тој прво лик останала карикатура, извитоперена, искривена слика на прво ликот од гревот и од страстите, од злобата, од непростувањето. И не е случајно, драги браќи и сестри, што ова недела на простувањето, а за некои ќе биде и недела на непростувањето и на небарање прошка, за жал, црквата ни ја поставила како врата, како теснец, низ кој што треба да поминеме. И да влеземе во Царството Небесно, да влеземе на тесниот пат кон Царството Небесно. Оти на тој тесен пат, подвижнички, на црквата, на тесниот пат низ кој што ќе се движиме низ Великата Четириесетница, не можеме да чекориме, драги браќи и сестри, со гревот, со бремето на непростувањето.